Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 80 на минути. Над 45.000 учебници недостасуваат во тетовските основни и средни училишта. Мечки ги окупираа Маврово и Ростуше. Општината бара да се воведе кризна состојба. Отворено 44-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. Се реализираше втората средба за размена и вмрежување на локалните економски социјални совети, предвидена за оваа година. Овој пат домаќин беше Општина Ресен. Асоцијацијата на приредувачи на игри на среќа во Македонија бара Државната лотарија да ја преиспита одлуката за организирање игри на среќа на интернет. А емисијата ќе ја започнеме со еден апел. 27-годишниот Марко Трајковиќ од Куманово почина во Соединетите Американски држави по незгода со велосипед враќајќи се кон својот дом. Сега семејството и пријателите на Марко бараат помош од граѓаните да се покријат дел од трошоците за транспорт на неговото тело во Македонија, кој чини $20.000. Отворен е повик за донација преку платформата GoFundMe, каде сите хумани граѓани можат да донираат. Имено Марко по завршување на средното образование се упатува на студии во Америка, каде добива стипендија и се стекнува со диплома за веб дизајн. Неговата мајка сега остана сама, посакува тој да биде погребан со своето семејство на семејните гробишта во Куманово. Сепак последното патување на Марко нема да биде возможно без ваша помош. Сакаме да и помогнеме на мајката на Марко максимално непречено да го помине овој тежок период и достоинствено да се збогува со својот син. Ве повикуваме да ни помогнете Марко достоинствено да го заврши своето последно патување и да најде мир во своето вечно почивалиште во својата татковина Македонија, стои во повикот за донации. Послушајте, патриоти, да ви кажам словото на Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Во зандани бев предаден од проклети шпиони, од проклетите шпиони, неразбрани трговци. Од проклетите шпиони, неразбрани трговци. Зандани бев измачен, ниту вода, ниту лед, телото ми потемнело, долга риза до земја.
znaje moj ta majka. Grobot da mi iskopa, grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. Grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. I na grobu da napiše, tu počiva mačeni. Tuh počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Tuh počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Živi najmilo, živi najrado, živi krsti kandilo, živi verava, živi dušava, živi krv makedonska. Živi najmilo, živi najrado, živi krsti kandilo, živi verava, živi dušava, živi krv makedonska. Tvojte oči leno mori, podevski čerešni se. Daj mi gi na mene, jaska da gi izvedam. Merak leno mori, merak da mi pomiri. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi.
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
Представници на секторот за јавни дејности, одделение за образование при општина Тетово одржаа пресконференција на која посочија за проблемот со недостиг на учебници во општинските училишта. Според раководителот на секторот Назми Даути, недостигаат 45.000 учебници во тетовските училишта. Недостигаат над 35.000 учебници од 1 до 9 одделение во основните училишта и над 10.000 учебници во средните училишта, пред се во средните стручни училишта. Учениците се соочуваат со невидени тешкоти за учење и развивање на нивните основни вештини, додека Министерството за образование и наука се чини дека се уште е во сон. Овој изразен недостиг на учебници е очигледен неуспех на Министерството за образование и наука да ги исполни ветувањата за образованието. Учениците се лишени од основниот ресурс за учење, принудени се да се потпираат на рачно пишани белешки и ограничени материјали. Ова не е само неуспех кон учениците од Тетово, туку и целусен неуспех кон иднината на Македонија, рече Назми Даути. Раководителот Даути ја критикуваше работата на Министерството за образование и наука за овој проблем. Министерството за образование и наука, кое во своето највисоко раководство има двајца албанци, министерот и заменик министерот, е одговорно за ова. За жал се чини дека грижата за учениците и образованието воопшто не успеа. Министерството за образование и наука треба да се застрами за својот неуспешен начин да им ги обезбеди ветените учебници на учениците од Тетово. Тој понатаму рече дека општина Тетово е решена да го заштити правото на учениците за квалитетно образование и ќе продолжи да повикува на помош и поддршка од донаторите и другите владини и меѓународни институции. Немам кому да ја кажам мојта приказна, грудкав гради што ми тежи да си олеснам. Млади бевме, луди бевме и се сакавме, вечна љубов тур до гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја биде, клета судба како сабја нас не пресече. Тој
Život taka mina, bez ubavina. Jaz gi krijem, mojte solzi, da ne gi vidat. Dvete deca, slika nosat, slika njegova. Zada znate kanese, ej siračinja. Neko je rekao, večna ljubav, da ne javi ide. Kleta sudba, kako savja, nas ne preseče. Toj si samina, pusta tugina, a sad nego prazna kuća, mali dečinja. A dečinjata si porasna, da go vida s mojo tatko si posaka. Патниот правец Битола Меджитлија продолжува да создава загриженост кај жителите од повеќе населени места кои гравитираат кон поранешната општина Бистрица. Последните случувања на сообраќајни незгоди во кои животот го загубија млади луѓе беше дополнителна причина жителите од село Кравари, кои се најзасегнати од фреквентноста на регионалниот пат кој е во фаза на реконструкција, да започнат со собирање потписи и изготвување на петиција за зголемување на безбедноста на населението. Градоначалникот Коњановски иницираше средба со жителите од овие населени места со цел воспоставување соработка со надлежните институции на централно ниво и испречување на дополнителни несакани последици. Средбата е иницирана од страна на општина Битола после големите поплаки од жителите од јужниот дел на нашата општина. Изразувам искрено сочувство до семејствата на луѓето кои настрадаа на овој регионален пат кон Република Грција. Тука сме да донесеме заеднички ставови, да се слушнеме меѓу себе и да напоменам дека без апострофирање на поединци или префрлување на вина од една на друга институција, општина Битола е должна да ги сослуша своите граѓани и да ја покаже својата грижа за нив. Ова е доста фреквентен правец, на 15 километри е границата на Грција, таму се бројни стопански субјекти, се превезуваат многу луѓе, поради што, иако немаме директна надлежност, веќе наредната недела ќе иницираме средба со Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Јавното предпријатие за државни патишта, како и изведувачот и надзорот на реконструкцијата која е во тек, да се заврши постапката за изградба со комплетна сигнализација и секако останува апел до граѓаните за внимателно возење во овој дел на патот кој навистина е фреквентен, а поминува низ населено место. Овој пат и порано бил проблематичен, имало многу велосипедисти и пешаци, но сега е веќе тоа невозможно. Неопходно е сите заедно да поработиме на зголемување на безбедноста, затоа што конкретно во Кравари има училиште, детска градинка и неопходно е превземање на превентивни мерки, затоа што патот кој поминува низ населеното место е всушност влез во Грција, рече градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Ивана Петровска во име на жителите на Кравари, која ја иницираше постапката за подпишување на петицијата, изрази благодарност до градоначалникот за покажаниот интерес за соработка во решавање на проблемот, иако истиот не е од локална надлежност. Петровски испрати апел до сите релевантни институции да се превземат итни мерки затоа што безбедноста на сите граѓани, а пред се на децата и повозрастните е загрежувачка.
kakvi srca ima me, ko duša taja nosi me i teme Makedonija. Ajde na ono veselo, momci Makedonci, i momi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ubava, baš makedonska. Srce bije tika taka za tebe, koga ke te spomnam, mil moj narode, da pevam ja sosi odglas o vas, kade i da videte, da prenesam ja stoplina, so pesna makedonska. Ajde na ono veselo, momci Makedonci, i momi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ubava, baš makedonska. Ajde na ono veselo, momci Makedonci, i momi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ubava, večna makedonska. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат
благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Пълстен ти купи буре майлија, стройник ја си пратив да те посвршам. Стройник ја си пратив да те посвршам.
се реализираше и втората средба за размена и вмрежување меѓу локалните економски и социјални совети, предвидена за оваа година. Овој пат домаќин беа општина Ресен и локалниот економски социјален совет при општина Ресен. Настанот го поздрави градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски, а заедно учество и представници од Битола, Струга, Гостивар, Кавадарци, Ресен и Демир Хисар и други локални чинители. Учесниците од бизнис секторот и Стопанската комора ја потенцираа важноста на локално економско-социјалните совети во регионалниот економски развој преку активно вклучување во актуелните процеси од кафеава во зелена транзиција. Се даде предлог за застапување за поформално учество на ЛЕС во креирањето на локалните и општинските буџети. Се споделија успешните примери за заедничко делување на локалната самоуправа, бизнис секторот, факултетите и граѓанскиот сектор, локални партнерства за вработување преку ЛЕС, отворен ден, Укло и пријателите во Битола за стимулирање на младите за да останат во родните места преку понуда за квалитетно школување и сигурни работни места, субвенционирање на летната универзитетска пракса и така натаму. Позитивни примери се и формирањето на комплетно нов ЛЕС во општина Демир Хисар на иницијатива на локалниот бизнис сектор, активно вклучување на локалниот економски социјален совет во подготовка на стратегиите за локален економски развој во општините Ресен и Битола, подготовка и усвојување на нов акциски план на локалниот економски социјален совет во општина Гостивар и така натаму. Младинскиот културен центар Битола го спроведува проектот Унапредување на социјалниот диалог во заедницата со поддршка од меѓународниот центар Улов Палме од Шведска. Pusta pečalba, nije imam letovo da se oženam. Kegi viknam moji te stari drugari i dve rala svirači da se svatovi. Dava me jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava me jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Život ergenski, kade son me navali, tamo zaspi si. U dobre me pomina kako godina, sakam da se za doma deca da izgledam. Dava me jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi.
svirat baš pod penđeri. Da vam ušte jedna, tvojta usna medna, da me pozdravi. Da vam jedna lira, samo da ti svirat baš pod penđeri. Da vam ušte jedna, tvojta usna medna, da me pozdravi. Македонија. Македонија. 160 до 180 кафеави мечки наместо 70 колку што би требало да ги има прават зулуми на територијата на општина Маврово и Ростуше. Податокот потекнува од Националниот парк Маврово. На вонредна седница Советот на општина Маврово и Ростуше ја задолжил општината да поднесе барање до владата за прогласување кризна состојба поради големиот број мечки кои представуваат опасност за животот и за имотите на жителите. Општина Маврово и Ростуше ги превзеде сите активности и мерки што се во нејзина надлежност со цел да ги заштити своите граѓани. Ги повикуваме Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Националниот парк Маврово, Центарот за управување со кризи и сите други институции што се надлежни за решавање на овој голем проблем со мечките и со дивите свињи да се стават во функција за што поскоро решавање со што ќе вратиме безбедноста на нашите граѓани, наведуваат од општина Маврово и Ростуше. Мечките во Македонија се заштитен вид, забрана за лов постои од 1996 година, кога е евидентирано нагло опаѓање на бројот на примероци на ова животно. Википедија оперира со вкупна бројка од околу 160 мечки во Македонија, во националните паркови Галичица, Маврово и Пелистер и во околината на резерватот Јасен. Но ако се точни најновите податоци од Националниот парк Маврово, купната бројка на примероци од овој вид веројатно неколкукратно ја надминува оваа бројка. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet, posreke našta ljubov
но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да спорат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на врата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Јас ке бидам покрај тебе, дај ми прстен, дај.
desna raka davaš, jaz ke dadam se. Zemi prsten da se znaje, ke se zemi me. So tebe jaz ke ja delam, sudbinata. Srekna zvezda da ne vodi moji dni na dan. Majka, tatko moji tvoji ke se radovat, koga vnučinjavo kukja Bog ke daruvat. Mila majka ke im bida na dečinjata, srekni veseli ke rastat angelčinjata. Ljubov ta je sila mog, ke ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ke ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ke ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Ljubov ta je sila mog, ke ne čuva deninog, koga milost ima me, srećno ke žive me. Под мотото "Прекрасното непознато" во Битола беше отворено 44-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. Добре дојде на присутните им посака директорот на фестивалот Симеон Мони Дамевски, нагласувајќи дека создавањето на едно уметничко дело, па дури и фестивал, започнува со скок во непознатото, кој скок резултира со едно прекрасно патување на задоволство на публиката и создавачите на филмот. Фестивалот е домаќин на највисоки представници на француското, британското, кинеското, австралиското, шпанското, корејското, германското, грчкото, српското, чилеанското и американското друштво на кинематографери, а ќе бидат прикажани 80 филмови, 9 работилници и 12 на различни настани кои ќе го остават својот собствен магичен печат на Битола. Градоначалникот Коњановски нагласи дека богатата програма уште еднаш го потврдува растот на фестивалот, што е особено значајно за Битола. Битола, благодарение на првите сниматели на Балканот, браќата Милтон и Јанаки Манаки, представува светски гласник во областа на кинематографијата. Уникатноста на творештвото најсилно допира низ моќта да се привлече посетителот, да се задржи неговото внимание и истиот да стане дел од патувањето на прекрасното непознато. Повторно го славиме ентузијазмот и успехот на двајцата мечтатели кои ја започнаа севкупната бесмртност на човештвото низ сите нивни фотографии и филмски снимки, вели градоначалникот Коњановски во своето обраќање. Наградата Голема звезда на македонскиот филм и беше доделена на Лабина Митевска за исклучителен придонес во македонската кинематографија, а наградата Златна камера 300 за животен опус му беше доделена на оскаровецот, кинематограферот Питер Бижу. На годинешното фестивалско издание најавено е присуство на 400 гости.
Tugina ke odam, tugina na gurbet, zbogom donke misli na mene. Tugina ke odam, tugina na gurbet, zbogom donke misli na mene. Pismo ke ti pišem, pari ke ti braćam, mladjarske si odam, star ke ti se vratam. Ako me čekaš, donke da se vratam, a ver da mi pratiš, jazda ne se vraća. Raspleti si donke, ti je rusi kosi, eva duba da si oblečiš. Mare me dočevo na race da nosiš, i po nego ke me pametiš. Mare me dočevo na race da nosiš, i po nego ke me pametiš. Pismo ke ti pišem, pari ke ti praćam, mladjarske si odam, star ke ti se vratam. Ako me čekaš, donke da se vratam, a ver da mi pratiš, jazda ne se vraćam. Para kodo donke zamiluva. Makedonija. Makedonija. Асоцијацијата на приредувачи на игри на среќа ја оценува одлуката на Државната лотарија за капитално учество во основањето 3 нови трговски друштва за организирање игри на среќа на интернет за упат во досегашниот систем на игри на среќа. Клучната дилема е дали е ова вовет во ставање клуч на работа на обложувалниците и автомат клубовите, дали државата сака да остави 10.000 луѓе без работа за да остварува буџетски приходи преку онлайн игри на среќа, зошто упорно се игнорира мислењето на АПИС и АСОМ. Дали студијата која е направена укажува дека интернет игрите на среќа заради полесната достапност се потенцијално поголем ризик за младината. Целокупниот процес е нетранспарентен и со месеци се криел од јавноста. Може само да предпоставуваме кои се мотивите за ваквиот погрешен пристап. Не слушнавме ниту еден издржан аргумент зошто на државата под овие услови и се потребни 3 нови компании кои ќе организираат игри на среќа на интернет. Отворено се сомневаме дека условите кои треба да се исполнат се креирани така што однапред се знае кои ќе бидат партнерите на државна лотарија. Скандалозно е да не се почитуваат реализираните инвестиции на актуелните приредувачи на игри на среќа, кои и во овој случај се дискриминирани, иако на дел од нив капиталот им доаѓа од земји членки на Европската Унија.
Уште пострашно е што ќе се дозволи на компанија која нема ниту еден вработен да приредува игри на среќа, што е надвор од економската логика и спротивно на високите стандарди во оваа индустрија. Ја повикуваме владата и државна лотарија да ја преиспитаат одлуката за организирање игри на среќа преку интернет. Без јавна расправа, без да се чуе мислењето на експертската јавност, секое продолжување на постапката ќе биде штетен преседан со сериозни последици. Актуелните приредувачи на игри на среќа во Македонија како најголем работодавец во земјата имаат право да бараат нивниот глас да се послуша. Нема да дозволиме заради нечии лични бизнис апетити да се разградува постоечкиот систем на игри на среќа, кој е еден од најстрого регулираните во регионот и пошироко. Ajde da si kaže me pravo kade zgreših me. Odnesi me tamo kaj što pripajam, tamo kaj što porasna, sudbo da si ostaram. Lazaro pole, tamo najgore, slika uvada, majko ena dušava, lična kalina, ejo
Почитувани, дојдовме и до крајот на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волкот и седумте јариња. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим, Волкот и седумте јариња. Си беше еднаш една стара коза и имаше 7 јариња кои ги сакаше како што мајка си ги сака своите дечиња. Еден ден таа се готвеше да појде во шумата по крма, па ги повика сите 7 јариња и им рече: Мили дечиња, јас ќе одам в шума. Чувајте се од волкот. Ако дојде сите ќе ве изеде. Тој злосторник често се преправа, но вие лесно ќе го препознаете по неговиот груб глас и по црните шепи. Мамо, и рече тогаш малото јаренце, ќе бидеме предпазливи, ти можеш да одиш и не бери гајле. Старата коза замина и спокојно тргна в шума. Не помина многу време, а некој затропа на портата и викна: Отворете, мили деца, доаѓа вашата мајка и секому по нешто му носи. Јарињата меѓутоа по грубиот глас го познаа волкот и му одговорија: Не ти отвораме, ти не си нашата мајка, таа има мил и тенок глас, а твојот е груб и ти си волкот. Тогаш волкот отиде кај еден праматар и купи едно големо парче креда и го голтна. Од тоа гласот му стана поубав. Тој се врати и затропа пак на портата велејки: Отворете, мили деца, дојде вашата мајка и секому по нешто му донесе. Меѓутоа, волкот не се сети дека на прозорецот ја стави својата црна шепа, па кога децата го видоа, тоа му одговорија: Не ти отвораме, нашата мајка нема црни стапала како твоите, ти си волкот. Тогаш волкот потрча кон фурнаџијата и воздивна: Се удрив понога, намачкај ми ја со тесто. Кога фурнаџијата му ја намачка шепата со тесто, волкот отиде кај воденичарот и побара шепата да му ја посипе со брашно. Воденичарот помисли дека волкот некого ќе измами, па се двоумеше, но волкот му се закани дека ќе го растргне ако не го посипе со брашно. Тој се уплаши и му ја побеле шепата. Да, такви се луѓето. Злосторникот отиде трет пат, затропа на портата и нежно рече: Отворете ми, дечиња, вашата мила мајчичка се врати и секому од вас по нешто му донесе од шумата. Јарињата почнаа да викаат: Покажи ни ја најнапред твојата шепа, за да знаеме дали си ти нашата мила мајка. Волкот ја стави шепата на прозорецот и кога јарињата видоа дека е бела, си помислија дека е тоа вистина, па ја отворија портата и ете го волкот. Јарињата се уплашија и сака да се скријат. Едно јаре скокна под маса, друго в постела, третото јаре во печката, четвртото во кујната, петтото во шифонерот, шестото под мијалникот, а седмото во сандачето од зидниот часовник. Но волкот ги најде и без двоумење сите ги голтна. Само најмалото јаренце, тоа што се скри во сандачето од зидниот часовник, не го најде. Кога волкот се налапа, си отиде и легна на тревата под едно стебло и заспа. Наскоро од шумата се врати старата коза. Но што најде таа? Портата ширум отворена, масата, столовите, клупите, се беше превртено. Од мијалникот останаа само парчиња, покривачите и перниците беа расврдени.
Таа започна да ги бара своите деца, но не можеше да ги најде. Ги викаше редум по име, но никој не се одзиваше. Но кога го повика најмалото, се јави едно тенко гласче. Еве ме, мила мамице, овде сум во Сандачево. Таја го извади јаренцето, а тоа и раскажа како дојде волкот и како сите јариња ги изеде. Можете да си представите колку плачеше кутрата мајка за своите деца. Така нажалена, таја излезе од куќата, а покрај неа подскокнувајки одеше најмалото јаре. Кога дојде на ливадата, таа го виде волкот како лежи под стеблото и грчи, така што сите гранки се тресеа. Таа почна да го гледа од сите страни и виде како нешто во полниот стомак се мрда и се преметнува. Господе, си помисли козата, кутрите мои деца што ги голтна за вечера, може би уште се живи. Таја веднаш го испрати јарето дома да донесе ножици, игла и конец. Старата веднаш на зверот му го распара мевот и само што засече. Едно јаре се подаде и дзирна, и така сечејки понатаму, испорипаа сите 6 јариња едно по друго. Сите уште беа живи и неповредени, зашто зверот на брзина ги голтна цели. Каква радост! Тие се умилкуваа на својата мајка и скокаа како бесни околу неа. Тогаш мајката им рече: одете и донесете камења, со нив да му го наполниме мевот на ова немилосрдно животно додека уште спие. Сите 7 јариња веднаш донесоа камења и му ги ставија на волкот во стомакот. Тогаш мајката коза брзо го соши, а волкот ништо не осети, ниту се помрдна. Кога најпосле се наспа, волкот стана и бидејќи од камењата во стомакот го мореше жет, тој тргна кај кладенецот за да се напие вода. Но кога започна да оди и да се движи криво-лево, камењата во него затропа и почнаа да се тркалаат. Тогаш волкот извика: што ли вака криво-лево ми се метка се во мевот? Тоа не се јариња, туку само камења. Кога дојде кај кладенецот и се наведна да пие вода, тешките камења го повлеко во водата и тој се удави. Кога тоа го видоа јарињата, дотрча и извика: волкот е мртов! Волкот е мртов! И со својата мајка започна да играат околу кладенецот. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.